25% или секој четврти македонец работи некаква работа додека му трае школувањето, велат последните истражувања. Социјалната состојба од младите кои студираат бара и нивен работен ангажман. Се повеќе семејства не се во состојба на своите деца да им ги обезбедат неопходните услови за школување или пак за дополнителни потреби. Оваа бројка е во согласност со проектот на Европската Унија, каде исто така 1/4 од младите работат за време на школувањето. Од друга страна, иако работењето може да обезбеди финансиска независност и да ги подготви младите за пазарот на трудот, тоа исто така може да има негативно влијание на нивното академско постигнување. Хонорарно работам веќе 2 години и сум задоволна. Имам разбирање кога во прашање се моите испити да отсуствувам од работа, но да, напорно е да се работи, а испитите да течат нормално. Но заработеното ме прави независна и сум задоволна. Изјави за телевизија Стар студентка по економија. Високата стапка на невработеност меѓу младите и ограничените можности за работа ги тера многумина да прифатат било каква работа, дури иако значи жртвување на нивното образование. Но целата приказна има и позитивна страна. Стекнав многу искуство и работна навика. Сето ова е добро за периодот додека студирам, вели нашата соговорничка. Во оваа ситуација државата никако не треба да стои настрана, велат социолозите. Државата и образовните институции треба да превземат чекори за поддршка на студентите кои работат, вклучувајќи флексибилни учебни програми и можности за стипендии кои ќе им овозможат на младите да балансираат помеѓу работата и учењето. Велат социолозите.